речи се да ја остариме. Ви благодарам, момци. Лечи ли времето се? Лечи, да, секако. Мои денешни гости, ви благодарам уште еднаш што дојдовте. Христијан Ефрески и Бојан Томовски. Ви благодарам и ние што не поканивте да учествуваме во вашата емисија. Баш ни е мило. Во исто време сакаме да ги поздравиме сите гледачи покрај малите екрани. Исто и вас на вашата покана ви благодариме. Баш ни е драго. Драго ми што најдовте време и покрај сите обврски. Да. Сета онаа работа што ја имате и во врска со музиката и настрана. Кажете ми како сте утрово? Не дојдовте од Гостивар директно? Така, од Гостивар доаѓаме. Супер, одлични сме. Периодов е зафатен сигурно. Периодов е премногу зафатен. Ангажирани сте, активни сте. Активни, да. Значи со прослави преку лето што се, значи свадби, крштевки, тако видна прослави семејни. Во исто време и активно работиме и други обврски и така. Колку можеме успеваме. Значи се трудиме да постигнеме. Паралелно и на повеќе места да бидете. Да, се трудиме максимално да исполниме секаде каде што можеме. Значи. А често патувате дали до Скопје или низ други градови? Најчесто претежно сме во западниот регион на Македонија. Гостивар, Тетово, Кичево, имаме свирки Крушево, Прилеп. Значи најповеќе западниот, меѓутоа има и свирки. Сега последно бевме во Берово. Речеме свирки во Аурора свиреме на свадба. Малку на истокот. Да, малку и на исток. Поретко, меѓутоа има. Да. Пеете и двајцата видов. Христијан е нели главен вокал во бендот. Но и Бојан подпевнуваше сега, имам слушнато за тебе дека исто така многу убаво пееш, свириш и зурла и хармоника, така колку се инструменти владееш? Моментално владеам само 3 инструменти. Прв инструмент ми беше хармоника. Добре. После синтезерот, а зурлата излезе така спонтанно, од нигде никаде што се вика. Со зурлата започнав да свирам пред 4 години, а со клавиатури се бавам од мали нозе. Само сум си започнав така сам, сум ја сакал музиката уште од мал и си продолжив со музика, строго да се бавам. Како вежбаше по слух или ги научи нотите со тек на време, бидејќи велиш само укси? Вежбав на почетокот со слух, потоа почнав додам на некои приватни часови кај мојот професор Душко Наумовски, кој е во Фантастик Бенд, голем поздрав и до него. Тој премногу ми помогна, ми ја даде целата основа и сум презадоволен од него. Потоа си започнав сам, средно заврши во музичкото училиште Тодор Скаловски Тетојц во Тетово. Потоа се запишав на факултет на музичката академија во Штип и така. Сега на факултет што се учиш, смер некој посебно имаш избрано? Смер за народни инструменти. Етнокорелогија. Да, етнокорелогија. Така, браво, што значи сега на повеќе полиња си и со инструментите, ете, како што кажа, повеќе различни видови ги владееш. Во однос на бендот, кои се други се членови, останатите, и така ги поздравите, сигурно ќе кажете со кого се соработувате. Елизавета и Велко денеска не можеа да дојдат тука да бидат присутни, бидејќи пејачкава Елизавета е пријавена на Никад не е касно и беше на снимање на профил во Белград. Затоа не можеше да дојде и Велко исто така дел од групата Фаворити е Велко, значи соработува и со нас. Под името Бети и Бенд. Значи ние соработуваме и со нив како четворка и посебно двојка или зависно од настан прослава, знаеме да додадеме или одземеме инструмент, значи здорува тапан, зависно од настанот. Да, од потребите, нели? Од потребите и од луѓето што ќе ни побара. Да, и Фаворити Бенд ми има гостувано со нив веќе. Се познаваме. Па следно ја чекаме Бети тогаш. Така, бидејќи ако ја гледаме во со зголемен состав. Да, особено што ете, ќе биде дел од популарното шоу. Да. Една плејада на уметници, на музичари од тоа шоу ни имале гостувано, па реде и на Елизавета. Така е. Да. Каков се репертоар нудите на публиката? На сите оние настани, приватни веселби? Широк репертоар имаме, од македонска музика, српска музика, забавно, народно свириме. Зависи од потребите на луѓето, кој што сака тоа. Некој има не сакам ова песна, сакам ова и мора да се вклопиш со нив. Сепак тие ја прават забавата, што се вика, ние сме тука за тоа да им го овозможиме, за да се чувствуваат пријатно, да се веселат. И кој како сака, така. Претежно со фолкот, најзастапен е фолкот. Да. Највеќе со тоа се бавиме, меѓутоа по потреба знаеме и друг репертоар од
бившите ју простори, нормално, значи од забавни пејачи до народни, пошто јас, например, почетокот мој е со забавна музика. На вистина? Потоа се ориентирав на фолкот. Пред колку години беа тие почетоци кога Па почетоците пред 17 години. Пред 17 уште средно додека бев во Тетово исто учев средно музичко по Тодор Скаловски и тамо оформивме бенд со моите колеги. Се викаме Select Band. Тоа се викаме, да. И заедно со нив почнавме да настапуваме претежно поп и рок музика. Ју рок, таков вид на музика, македонски евергрини, такви некои. Така почнавме и при крај на забавата беше обавезно да свириме нешто македонско, значи фолк, фака, така, ама со тек на годините се преориентира во фолкот, бидејќи имаме повеќе настапи, па и поплатено е. Да, и се преориентираме на фолкот. Така, затоа си се решил нели во оваа насока да кариерата. Да, повеќе во фолкот. Ете, кога ќе се потсетиш на тие времења, какво беше чувството да се застане прв пат на сцена, па и со бенд, беше огромна и таква музика да изведуваш? Од моја гледна точка, аспект, беше многу за мене захтевно, бидејќи сум поприлично сум срамежлив тип по природа и почетоците ми беа многу тешки, да викам, трема, тресење на раце, значи тоа е нормално, ке повеќето е така. Меѓутоа, со тек на години искуство, со публика, се искусуваш, стануваш поискусен и нормално. Да. Сигурно искуството си го направило. Си го прави своето, да. Секако е така, да. Да, а каде настапувавте тогаш? Тогаш највеќе настапувавме по тетовските села. Тетово, тетовските села. Тетово учевме, дека Тодор Скаловски во Тетово. Колегите ми беа мешани, повеќето од Тетово, од Гостивар и најповеќе тамо настапуваме, бидејќи колегава имаше стрикомо во тоа време ресторан, па кај него почнавме со настап и така се искусивме. Значи прво пробаш што се вика, да пробаш, не беме кој знае колку платени, чисто од љубов го работиме, значи. Да, токму од љубов. А Бојан, како започна твојата приказна? Дали беше и ти во некој друг бенд? Јас досега не сум бил во ниеден бенд, самостално со сите се соработувам. И сега последните 3,5 години почнавме поактивно, малце со колегата Христијан и со останатите, со Бети и со Велко. Велко е највише тој е за ова. Дека вика вие сте помали малку искуство од мене, ќе ви дадам, не карам, мора да го слушаме, дека тој сепак не е столбот што се вика. И супер ни е. Тој значи има главниот збор. Да, тој не е главен. Кога настапуваме под името Бети и бенд, негова е заслугата, значи тој не оформи како бенд. Да. Со тоа име кога настапуваме, Велко го има, да, главниот збор. Значи тој не покани, така се оформиме. Да, на негова тој беше заедно со Елизабета, заедно работат. Значи во градинка работат заедно, таму почна да соработуваат, па после и нас не контактира и така. И веќе 2-3 години работиме заедно. Вие се познававте и од пред тоа или последниве години како почнавте заедно да работите? 3-4 години се знаевме вака, меѓутоа соработката ни е веќе околу 3 години, мислам така, со Бојан. А кога сте вие во прашање, кој го има главниот збор? Кој знае да пресече? Па, двајцата. Значи се слушаме, затоа прифачаме критики еден на друг, што е и најбитно за успех. Речеме, нема лутење кога ќе дадеш замерка или тој мене или јас него за да се подобриме нормално. Така и треба да биде во секоја работа. Да, дали и на самата естрада има совети помеѓу колегите, помеѓу останатите музичари, дали и другите знаат понекогаш да дадат конструктивна критика или Да, има. Највеќе по настапи, например, кога сме по ресторани, знаат да дојдат наши колеги, претежно каде што настапуваме, и знаат да ни дадат. Значи, и дали позитивна, дали негативна критика, тука беше лошо, тука беше добро, што е многу добро во секој случај. Да. Ете, битно знаат и да ве пофалат. Знам. Да, постои ли не се себични со зборови. Да, не се чувствува на конкуренција или некоја нелагодност поради тоа што сте музичари, има ли? Не, значи и таков момент. Додатно има мотивација. Значи ние музичарите сите сакаме да се докажеме еден на друг кој што како, меѓутоа не постои кај нас љубомора. Мислам кај нас двајца не постои, секој другите не можеме да бидеме сигурни. Така е. Меѓутоа кај нас не постои љубомора, а на преварувачки дух секогаш. Значи сакаме да се докажеме, да покажеме што знаеме и така. Епа, ете, кога сме кај надпреварувачки дух, сте размислувале ли можеби за некој шоу регионално да се пријавите? На Звезда Гранд да бев. Повторно да одите, да. Бев еднаш бев и Београд. Но тоа беше одамна, нели? Па беше одамна, може 5-6 години беше. Така. Бев тука кај нас поминав, ме викнаа во Београд, таму настапував, меѓутоа не ме прикажаа на телевизија.
И после не отидов после тоа зашто имав доста обврски. А што се случи? Зошто не те? Па не знам зашто не поминав во првиот круг. Меѓутоа сакав, знаеш, пошто сум бил до тамо, очекував дека ќе ме дадат. Барем да се видам. Да. Меѓутоа да не ме прикажа на телевизија, што кај мене се роди револт малку, да бидам искрен, и не отидов повторно. Да. Не отидов. Сато сега има прилика да се види на телевизија. Да, а Бојан, и ти си размислувал? Јас до сега немам размислувано за такво нешто, се пријавам на некој надпревар. Прв настап, јавен настап што ми беше во Лешок фест во 2018 година, кога ненадејно излезе, седевме со колегите и вика, слушајте, мора да одиме на Лешок фест. Ама за 2 дена мора, вика, да биде готова снимката. Како, кој ќе пее, што ќе пее? Никој не се нафати, ајде викам, ја ќе се нафатам. И си направивме наша песна, многу брзо беше тоа, што и песната не е целосно вклопена, се уште излеговме на бина, малце трема ме фати. Со кој излеговте? Бидејќи во множина велиш. Излеговме со други колеги, бев од Гостивар. Колегата Андреј, тој не беше на ударни инструменти, голем поздрав и до него. Со Роберт, исто, и тој колега, со други колеги од Скопје, и чувството беше многу чудно дека за прв пат излеговме на толкава сцена. Многу народ не гледа и трема не фати, ама излезе све како што треба. Да, добро имаше беше. Сигурно убави реакции, коментари. Да, имаше убави реакции и песната, текстот беше за туџината се работи, за печалбари, како млад печалбар одам во туџина, па треба да се вратам да направам свадба. Аха, печалбарска песна. Да, печалбарска песна, убава песна беше. Да, заедно ја подготвивте кога се работи нели за текстот, музиката, аранжманот, бидејќи кратко било времето. Се на брзина беше, од свирка кој идеме и си почнаме, си имаме таква навика, сега исто и со Кристијан, си идеме попати, си пееме. Да. И ненадејно, ајде да пробаме вака, така, и испадна некој текст од нигде никаде. И супер, се вклопи текстот, малку ни помогна, малку повеќе ни помогна и Драган Матески. Така. Тој го подстрави текстот и излеваме. Да, и тоа за многу краток период, што сите бевме изненадени. Да, тој е познат и по пишување исто така, освен или како инструменталист во бендот. Тој може да се каже дека ние како столб на сите во Гостивар, ние го викаме Чичо, дека со сите тој соработува. Таков е човекот, сака на сите да им помогне. Текстови имам, Чичо вика, имам текст нов, да го слушнеме ова, да направиме она, да направиме. Така ти излезе така песната, па сега може да најавиме дека се подготвува и нова песна. Добро, исто од него напишана или некој друг? Текстот е мој и од Христијан Нефрески. Ама тука ќе биде секако и Драган Матески нешто да помогне. А во однос на музиката, накрај со текстот ќе побараме повеќе. Меѓутоа, воглавно е скоро готов текстот. Добро. И се работи на мелодијата. Значи бараме некоја прикладна мелодија, меѓутоа не брзаме. Не брзаме, сакаме да направиме како што треба. А таман ќе ве прашав кога ќе објавите. Да, не, сакаме да биде како што треба, не се брзаме, полека ја правиме мелодијата за да се врзе добро со текстот. И здравје планираме, значи да ја снимиме и спот секако да направиме. Да, баш ќе прашав за и промоција, да, планираме со спот. Бидејќи мојата песна што беше на Лешочки исто планирав со спот да биде. Меѓутоа во периодот имав премногу обврски и реков понатака и остана, 2 години помина. Да. Остана така, да речем. За песната за неа. Да, за неа, што е исто на Лешочки што е излезе. Да, но добро сепак има снимка од самиот фестивал. Има од самиот фестивал. Па и тоа е нешто, да се има како спомен. Да се има еден дел од атмосферата и визуелно. И да имаме нешто свое, некоја песна која не оцртува, која е како лична карта. Да. Нешто од нас. Тематика некоја може да ни откриете за што се работи или барем насловот како би бил за нешто од тоа. Насловот од песната е Мајка Македонија. Се работи само за нашата држава, љубовта кон татковината. И така е текстот. Не би сакале се уште ништо да откриеме. Да, но добро, и така биде родолюбива песна. Родолюбива песна. Во тој концепт. Да, за татковината. За татковината. Добро, интересно. Верувам дека тогаш и спотот ќе биде навистина убав и успешен. Да, се надевам. Се надевам. Со оглед на тоа дека се работи за нашата татковина. Спомнавте некои интересни детали од вашето секојдневие, од вашата работа, како творите, како си подпевнувате после свирки, па знае да излезе и од тоа некоја нова песна. А паметите ли можеби некои анекдоти, интересни, комични ситуации од вашите настапи?
Нешто што би споделиле со Моментов не ми публиката. текнал, меѓутоа секој настап е приказна сама за себе. Значи на секој настап по некоја анегдота знае да се деси. Значи Бојан се смее, сигурно нешто има на нешто ум. му текна најверојатно. Еднаш настапувавме свадба, дека имаме и суви свирки, што одиме и се заборавиме кај се, тоа заборавиме невестата, дека треба да се оди по неа. И закасниме, доста време закасниме баш. И беше малку смешно, како вика свадба без невеста. Да, а вие ја заборавивте или некој од роднините кои се што требаше да засвиревме. одите или како? Се заспиревме со роднините, се развеселија, се со роднините поднабивме бевте. и почна забавата. А невестата ме чекаше. Невестата се не чекаше. Дома. Да. Кај неа, да. Интересно, но верувам не ви се налути после тоа, или? Мене не ми се налути, сега зето не знам, тешко некој. Па да, главниот виновник треба да се бара. Да, Христијан? Па има анегдоти разни, например на свирка свадба се беше. Усвари не беше свадба. Добре. Ние бевме договорени да биде крштев, колку 60 луѓе. И сега одиме ние во ресторанов, влегуваме внатра. Конобарот ни вика, не сте во овој дел, во другиот дел кај што се прават свадби. Он викаме крштевка треба 60 луѓе. Да. Така и сме договорени, нели, за цена и за хонорар за се. Не вика вамо ќе бидат повеќе луѓе, вика околу 200. Добро. Одиме се местиме, влагаме внатре. Ајде што е наместено, немавме ни озвучување. Па го бараме зетот, па тој го бара газдата, па носат озвучење, то се одвива, значи 10 минути пред да почне свадбава. Иде зетот така, лајт, што да ти свириме, сакаш ова, што сакате свирите. Значи многу смешен настан, стварно. Ама Но останавте таму. на крајот остана, беше супер свирката Да, на крај. останавте таму, не се вративте на крштевка или на некој Не. друг настан. На крај Сепак беше свадба. Сепак требало да биде. Да, требало да биде, така Свадба. испадна. Да, добре. На Не- крај добро се заврши. Така е. Не ги измешале локациите или бендовите. Не. Токму вие сте Добро биле беше. Се задолжени. дешава такви работи, знаа да се десат. Па добро, вам ви е секогаш забавно, интересно. Да, се дешава на секогаш. Свирка по нешто интересно. Да. Пред да прокоментирам уште малку околу песната за неа, бидејќи ќе видиме Да. и со видеозапис од Лешочки фест, предлагам уште нешто да слушнеме во живо, ако сте за, па повелете Може со на- уште некоја песна Од за која Спасен што си Силјановски имате мајка вклучена. една убава песна. Повелете. И моето срце сака да се радувам, како сите други деца, неќе да тагувам. Кога бев дете, мојта мајка пеше и наместо бајки таа солзи и маки редеше и плаче и пее. Може ли заедно тогашна мајка и било најтешко и плаче и пее. Може ли заедно тогашна мајка и било најтешко. Зошто Боже вака ме казнуваш? Како ми е мене Боже, ти не ме прашуваш? Кога бев дете, мојта мајка пеше и наместо бајки таа солзи и маки редеше
и плаче и пее. Може ли заедно? Тогашна мајка и било најтешко и плаче и пее. Може ли заедно? Тогашна мајка и било најтешко. Тогашна мајка и било најтешко. И благодарам за оваа изведба, навистина звучите одлично и во живо, и двајцата. Бидејќи зборувавме и за некои убави, интересни, комични моменти од вашите настапи, може ли пак да ми кажете, имало ли некои потешкоти им из вашата кариера? Знаело ли некоја препрека да излезе во оваа музичка професија, да кажеме? Да. Бидејќи сигурно не е се така лесно. Не е се така лесно, нормално. Значи, секој настап е приказна сама за себе. Значи, почетоците се најтешки. Така. Се уште никој не те познава, а тремата е многу голема. Значи, притисокот е преголем за да се успее. Меѓутоа, кога ќе ги пребродиш тие почетоци, понатаму е се полесно. И на секоја негативна работа гледаш од позитивен аспект. Значи, научуваш нешто ново. Повторно се враќаме на дека искуството си го прави. Искуството си го прави своето. Значи, тоа што некогаш представувало проблем, со тек на време, тоа можеш да го користиш како позитивна енергија. Да, така е. Се учи од се пребродува. Така е. А за песната за неа, можеш ли да ни кажеш од прва рака, кој тим работеше на оваа песна и чија беше идејата токму за Лешочки фест да настапиш со песнава? Ќе ви кажам како спонтано настана. Одевме на свирка за Прилеп со колегата Јован Василевски од Тетово, че го поздравам. Тој е и композитор, и музика, и аранжман, и текст, се е негово. И нормално има луѓе кои што работуваат со него, кои ги имаа снимано некои делници во песната, значи како бас, гитара, пратечки вокали. Да. Меѓутоа настана тој ја имаше него песнава и се возиме од Прилеп на ке дома, нормално подпевнуваме и се вика зашто немаш ни една песна, вика пееш, немаш ни една, дај вика ако сакаш, еве имам песна за Лешочки фолкфест. Ќе ти ја дадам, дојде да ја снимиме, да настапиш. Да. И ја викам, периодов август беше негде, мислам. Периодов или така, не ми текнува кој период беше. И ајде, викам, може. Така, спонтано испадна, направивме демо од Мултренета. После неколку дена ме викна, отидовме, кај него студиото тогаш му беше кај него дома. Отидовме, ја снимиме, па да не речем, за едно 40 минути, толку беше. 2 пати испев песна и толку беше. И викаме, добро е, ќе доседам ја со ово, и се појавиме на Лешочки фолкфест, што го сметам за убаво искуство. Така, не е на преварувачки карактер, меѓутоа е многу добро и за реклама, и за себе, за сите. Значи, и убаво поминав. Понатака се надевам и пак би учествувал, зашто да не. Да, па и воопшто на фестивали, дали на тој или на некој друг. Сум имал понуди за други фестивали, меѓутоа песната или не ми се свидела, или сум имал други обврски. Така. Значи, ипак мора и песната да ти се свиди за да можеш да изнесеш на некој начин. Да те означува лично тебе каков си, да не биде нешто сосема спротивно. Да не биде сосем спротивно. Имав таква понуда, беше сосем спротивно и... Да. Па добро, јас верувам дека ќе се склопат коцките и ќе успеш повторно на некој фестивал да се представиш или пак заедно со Бојан. Ви благодарам многу што ми бевте гости. Ете ни помина некако времето баш брзо, ете и со разговори со музика. Веќе за жал мораме да завршиме, но нашата приказна не завршува тука. Ќе ни дојдете повторно на гости, се договоривме и за промоција на нешто ново. Да, на новата тука песна. сме, ве очекуваме, да. Ви благодариме на поканата. Да, и поздрав до сите гледачи на Сител телевизија. Така. Се гледаме повторно, само успеси ви посакуваме среќа, а ние ќе продолжиме со песната за неа, како што им ветивме и на гледачите од Лешочки фест, ќе го слушнете Христијан во продолжение, заедно со настапот, токму од Лешок 2023 година. Имајте убав викенд, а од мене, довидување.